ритму. Силнику, само напред, то е твой. Премиер Мицковски, тој полусвет за кој што вие зборувате, што повторно ја турна Македонија во афера прислушкување, ајде да го наречеме со вистинското име, со вистинската синтагма. Тоа е разузнавачкото подземје. Тоа се разграноците се уште живи, се уште опасни, се уште длабоко вкоренети во ово општество, остатоците на некогашната служба за државна безбедност. Нивни перјаници, кои што се уште живи, замислете, барем оние што имаат командна одговорност да издадат наредба за нечија дифамација, прислушкување, компрометација, уривање од власт. И вие тоа многу добро го знаете. Нивните имиња и презимиња се многу добро познати во нашата јавност. Некој е на В, некој е на З, некој има прекар на Р, на не знам што. Треба да знаете само дека се тоа многу опасни луѓе. Опасни по живот за сите. Затоа што нивниот мотив, премиере, го знаете тоа, ви имате луѓе, ви кажуваат. Нивниот мотив не е патриотизмот, не се интересите на македонската држава. Најмалку се тоа интересите на македонскиот народ. Нивните мотиви се трговски. Тоа се оние едни од оние опеани во онаа песна Неразбрани трговци. Тие тргуваат со информациите што ги поседуваат благодарение на тоа што поседувале од секогаш таа моќ, таа позиција, да манипулираат, да продаваат информации, да дифамираат премиери, владени представници, функционери. Ако сакат и да ја доведат во опасност цела држава, да уриваат цели влади. Дури ако се на некоја патриотска национална линија, и вие тоа многу добро го знаете, премиери. Како што треба да знаете дека нивните пиони, а го знаете и тоа, нивните соработници од најнискиот ешалон, да кажеме четврти ешалон, најниски соработници, се занимаваат и со трач стапици, трач дифамации, како што веќе можете да осетите на своја кожа, кога за некои приватни работи ви доведуваат во опасност и приватен живот, ви спомнуваат и фамилија и кај сте биле, со кој сте биле. Тоа се тие најниски во тој ешалон. Хиени од најдолен тип. Овие се нели хиени од нели некое кралско потекло, да кажеме, во смисла на моќта и позицијата што ја имаат тука со децении, а овие се оние најниските. И многу добро знаете и кои се тие од најнискиот ешалон разни новинарчичи кои што тргуваат со тие овие информации, кои што ги објавуваат, кои што креваат джева и за тој што треба и за тој што не треба. Нивна целна група стануваат луѓе за кои што доволно да им се каже дека оди, тоа е сега целта. Не прашува, знаете и вие сами, земаат пари, прават ова, прават она. Дали знаете дека, а знаете, не ќе никој претенциозно да го свати ова моje видео, но ти стварно сум ја никој ништо во една, особено ако се земе предвид таа хиерархија, таа камарила разузнавачки и така натаму, значи како да ви кажам, немам појма. Но некој работи интуирам, некој работи од општа култура, од некој, да кажеме, проширено малце познавање за некои ствари. Тие се позадината на сите премрежија на Македонија и македонците последниве 30 години. Тие што вие ги нарековте сега полусвет, а ја ги нарекувам разузнавачко подземје. Трговци со информации, кои немаат ниту свест, ниту совест да го доведат во опасност на сопствениот народ со своите дејства за пари. Неразбрани трговци. Што сакав да кажам? Тие стоја зад најголемите премрежија на Македонија и на македонскиот народ.
Она што се случи со Охридскиот договор 2001, позадината на цел тој дебакл на македонските безбедносни сили што доведе и до тоа кај што доведе, до Охридски договор, до етничка поделба на државата, позадината на тоа се тие. На територијалната поделба 2004 се тие. Во тоа време некаде се случува или како беше тоа претходно. Ај за тоа после за големото уво за она 2015 бомбите из ова денес. За секоја каша кај што страдал македонскиот народ премиерен Мицкоски стојат тие, во тоа можете да бидете уверен. Тие се главната спона меѓу големите играчи што ни налагаат што треба да правиме 35 години и оние изведувачи на тие идеи на големите играчи на терен. Овие се врзнато ткиво. Тоа е таков комплот. Ако сакате на полусвет, еве вие убав, и тоа е убав збор, нека не ми се сви. На полусвет, на завереници, на непријатели, на секоја позитивна намера, идеја, агенда, група, партија, поединец кој ќе мисли добро на оваа држава и сака да остане унитарна и да се избори за своето место под сонцето, да се извади од опасноста во која што се наоѓа. Животна, идентитетска. Зборам како држава, зборам како народ. И ако сега на вистина не расчистите како што велите со овие луѓе, не со овие што прислушкувале, нормално и тие додат курбан, затоа што извршуваат нечии наредби, нечии налози исполнуваат. Него со нивни, со наредбодавачите, со оние што имаат командна одговорност во целата акција на прислушкување, која што се повторува и се повторува на извесен период во Македонија и го тресе македонското општество. Од вакви или од онакви причини. Па после се употребува тоа прислушкување, таа афера за ваква или онаква намера. Но се случува. А знаете зашто се случува? Еве ви го големото уво, кој беше доста, ете ви ги бомбите 2015, лицето ЗЗ, еве ви сега пак. Затоа што главните во тие структури врти, сучи, пак ќе ги оставите на слобода. Па тука се умешани нивни блиски, нивни фамилии, сите тргуваат. Може имаат заштита. Сега, вие како премиер треба да откриете кој тоа ги штити и зошто до сега никогаш не одговарале. Тројца, четворица, петорица се. Сега е Агенцијата за национална безбедност, оваа другава, сега е во ваши раце, сега е моментот. Сега е моментот да извадите све. Знаете зашто? Затоа што утре вашата глава ќе биде у торба. И сега го осеќате дека е тоа така. И сега сте им таргет, мета. Можете да сметате како ќе се однесуваат тие хиени кога ќе ве видат во ударена ситуација, ранет, стар, болен, слаб. Тогаш ќе ја почувствувате уште повеќе нивната сила. Вие, премиере Мицкоски, сте човек од една сосема друга фела. Од академскиот свет, професор, дојден во позиција ради склоп на околности да биде премиер на една држава. Тоа е исто како ја утре да станам премиер, да кажем. Ние, премиере Мицкоски, и јас и ти и било кој друг што доаѓа од некоја бранша да биде премиер образование, што знам култура, еве, да кажеме под некоја околност, теорија, еве, рецимо, наука. Ние не го разбираме тој свет. Ние не ја сваќаме длабочината на таа пандорина кутија до крај. Никогаш нема да ја сватим. Затоа, вие како човек од науката, од професурата, од образованието, сега на ова место,
дознавте што ви правеле, иако сте предпоставували порано, но сега дознавте што ви правеле. Знаете што е тука опасност ако не расчистите со овие брутално како никој до сега? Опасноста е што вие не ја знаете широчината и длабочината на таа мрежа околу вас. Ако вашите соработници во агенциите за безбедност за оваа зона не ви ја открија до крај. Тоа се луѓе спремни на се. Тоа се луѓе кои што немаат грам емпатија да направат било што. Ако почувствуваат опасност, по нивно разоткривање, нивно дифамирање, нивно гонење, нивно отстранување од тие позиции на моќ. Само ќе ви кажам една работа. Пример далечен, банален. Требаше да поминат години, па во Босна да се открие целата завера за време на граѓанската војна, опсадата на Сараево. Целата завера за тоа како дојде до тоа да се прифати Венс-Овеновиот план за етничка поделба на Босна во ситуација кога многу луѓе околу тогашниот претседател на Босна, Алија, беа против етничка поделба, против кроење територии на салфетки, хартии и не знам на чаршафи и не знам каде. Дури години подоцна им стана јасно зошто е Босна денес таква држава каква што е. Катастрофа. Дури после се откри целата завера, после години колку, нели, блиски луѓе, нели ќе кажеш муслимани, овона, работеле уствари за своите непријатели. За оние кои што го адресира бошњаците, тука мислам на сите, нели, во Сараево, го обседнуваа Сараево, го правеа геноциди, колежи и т.н. Страотна беше заверата. Луѓе, значи, ке кажеш, а овој нема шанси да биде со, нели, како што викаат тие тамо со четници. Беа. Истата работа се случи во Охрид-Охридскиот договор, само што тогаш попаметни беа овие другиве, налогодавачиве, идејниве творци на Охридски договор, па рекоа не како Босна. Ја видоа грешката, дај ние етнички да ја поделиме Македонија, ама без многу видливи форми, не знам, внатрешни држави во држави како што Република Српска и како што се не знам кантони, мантони, па така да зачуваа привид на унитарност. А уствари Охридскиот договор е фактички копија на Венс-Овеновиот план. Тогаш и она што следеше територијалната општинска поделба 2004 година. Во два дела, помалце осетно да биде, помалце видливо да биде. Резултатот ви е ист, премиере. Ист. Етнички поделена држава. Затоа што сега вие имате проблеми со одредени структури од другиот етнички табор кои ќе паднат од власт. Па да знаете тие колку ви работат за главата. Не можете да предпоставите, никој не може да предпостави. Дека вака некој не ни посочи, не ни работи, не ни каже. Сега премиере. Ја, кој сум исто глумец, ти професор, пичку матер, комбинација едниот ако каже нешто на другиот. Мислам и ти ме гледаш, сега веројатно ако го гледаш видео, као ќе гледаш што кој мој јаде говна овој глумец. Не изе. Само една работа, сакам да кажам, знам, може глупо ќе делува, претенциозно. Кога човек од твој калибар што се нашол на таа позиција од тие води, кој што се соочува со вакви работи, а не ја знае ширината и длабочината на таа завера против него, не ја знаете. Моje мислење е тоа. Во таква ситуација човек треба да оди тогаш за да ги ја разбие и скине оваа мрежа па јако околу него, мора да оди преку трупа или да прави шорткат. Или да употреби меч, чекан, ножици. Шо да е? Тука нема многу филозофија. Тоа се структури кои што, како што реков, ќе направат се
да останат што подолго под радарот, ја и тоа мање више, дури да не се толку под радарот, најбитно им е да задржат позицијата на моќ, затоа што знаат еднаш ако бидат разоткриени за све што направиле, за сите зла што ги направиле на оваа држава и народ, малце ќе им бидат и 300 години робија. И баш ме интересира дали конечно ќе станете свесни, зборам сега и као политичка партија ВМРО ДПМН, ќе станете свесни колку е важно оваа работа конечно некој да ја разоткрие до крај. Оваа завера, оваа сеприсутна опасност која што демне на сите нас. А мислиме дека се тоа невидливи луѓе тамо некаде си прават, си тргуваат со информации. Што има тоа, што каква врска има тоа со нас, некој тамо направил нешто или му наместил или не знам што, па измислуваат, па не знам прават. Последиците се фатални за сите, само што ние нашиот ум не досега дотаму за да бидеме свесни до каде се спремни да отидат овие луѓе само заради лична корист и да ги зачуваат позициите кои што ги држат со години и нормално таа моќ да може да прави што сака. Впрочем, големото уво е денес заборавено, но на бомбите многу добро се сеќавате на Заев. И полека се разоткрива кој како тргувал, од кај земал, на кој му продал, што направил. А искача дека, излегува дека освен некои жртвени јагниња што отидоа, не кобајаги, него отидоа у затвор, овие што најчесто ги спомнуваат, го зело од овој, ги продал на овој, ги препродал на овој, ги има овој, па ги дал на овој, па никој од нив не одговараше. Тука ќе сватите до каде отиде на целата работа, колку таа рак рана е длабоко метастазирана. Страхотна заштита имаат. Фактички, премиере, ако ова не го истераш до крај, ќе оставиш државата и македонскиот народ на милост и немилост на ова разузнавачко подземје. Кратко кажано, фала многу, пријатно.